Почитувани граѓани, за прв пат годинава на прославата за Илинден, на Мечкин камен во Крушево, председателот на државата нема да има свое обраќање. Смета дека на народот му е доста од разединување, но вели: сакам да ја деескалирам вообичаената атмосфера на Мечкин камен, која често е проследена со навреди кои повеќе разединуваат отколку што обединуваат. Не, оваа вообичаена атмосфера се случува последниве неколку години и многу добро знаете зошто е тоа така. Илинден се славеше гордо, достоинствено, со многу народ и со љубов. Вашето дистанцирање од народот многу повеќе зборува од било кој говор. Илинден, големиот македонски национален празник, кој се одбележува на 2 август, има посебно значење за историјата на македонскиот народ. Илинденското востание означувало нова фаза од развојот на македонското национално и ослободително движење. Овој 2 август, на овој ден на Републиката, на денот кој не инспирира и обединува, председателот на државата нема да одржи говор. После 30 годишна традиција ќе гледаме нов концепт. Наместо да започне предпладне, ќе започне попладне. Наместо говор кој ќе биде составен од минатото, сегашноста и иднината, ќе имаме молк, ќе се читаат пораки и нема да се слушне визија за Република Македонија. Со достоинствено прославување на двата Илиндена, 1903 и првото заседание на АСНОМ, ја прославуваме и љубовта кон татковината. На овој празник треба да се поклонуваме на славното дело на револуцијата и на поставувањето на темелите на современа македонска држава. Почитувани граѓани, идеалите на двата Илиндена се уште живи. Ќе го славиме Илинден достоинствено, согласно македонската традиција. ВМРО ДПМН ќе обединува со говор и со дела. Ви благодарам.